Додека цела Европа размислува каде ќе се оди на одмор, додека се разгледуваат пакет аранжманите, па реално и поголем дел од условно кажано средната класа, ако воопшто такво нешто постои во Македонија, исто така се занимава со тие обврски, додека сиот нормален народ се бави со планирање на летните одмори, со пребројување на буџетите, пресметување на инфлацијата. Ковачевски одлучи да прави лидерска средба и сега така во екот на летото да се договараме за важните политички прашања кои не тиштат во изминатите години најмногу нели укоченоста на европските интеграции поради блокирањето од Бугарија. Мислиш за коченост, укоченост или нешто кога те боли грб? Па, кај нас се укоченост, ова има и тапа болка. Ај, тапа болка. Значи не е само ова еден процес кој не тишти. Еве, ова утро јас и Ивица одлучивме да правиме лидерска средба. Неделава ќе ни биде прва и последно, од утре го праќаме Ивица на 4 дена во Сараево, каде што на некаков научен симпозиум тоа. Тие работи како тие работи од времето познати, ајде не кажам по шо. Боцевски, што е била цела држава збори за лидерска средба? Ја таман почнав да пакувам куфери, да барам локации, прв одмор, втор одмор, па тука измеѓу... да стар одмор, па нов одмор. Па стар одмор, па да улетам кога треба вакцина на малиот, да му ставиме измеѓу, те ставите им вакцини на деца, ве молам. Измеѓу тие одмори, па сега ќе му ставиме, ќе тргнеме, па немој да крене температура. И така натаму. И сега кога она, да? Кога она, овие одлучиле лидерска средба, да правиле ми ги поматија сите есапи, што би рекле турците. Не, мислам дека лидерската средба е само уште една во низата на оние барања за одложување на неизбежното, односно барање за неизбежното е гласањето во собранието. На уставните измени. Да. Ама нема да има уставни измени и тоа веројатно отвара пат кон предвремени избори. Ја не гледам, мислам, поинаква разрешница само нема година Социјалдемократскиот сојуз. Ако нема мнозинство за уставни измени, нормално е дека треба да се оди на избори. Тоа е тоа. И сега прво нели се луташе, прво не се пишува затоа што не знам, требало експерти да ги пишуваат. Па експертите потоа кога видовме што напишале, ќе биде интересно да се види колку пари добили за таа работа. Не напишале ништо, 2 реда напишале. Да. Значи 20 души пишуваат 2 реда. Нема ни по една буква. Значи имаш една буква на четворица во просек. И сега ако хонорарот е некој 2000 евра, значи имаш една буква ја пишувале четворица експерти во просек, кој ќе го видиш бројот на букви со бројот на... Значи една буква 8000 евра доаѓа. Така. Лабаво. Да. Жглоп, си зем. Види тоа само во Македонија. Тука имаш такви експерти. А види за вакви работи. Им вреди буквата се. Им вреди буквата. Ти знаеш што е наноружим буква да ти напише. Зашто, например, еве, во Американски конгрес кога прават тие сослушувања, знаеш дека нема тука хонорари за тие работи. Може да ти платат пат, евентуално. Не види. Ама нема тоа. Кога те вика собранието е граѓанско тело, може патни трошоци евентуално да ти покријат толку. Ама нема такви работи, хонорари, чудеси, не знам што. Во нашето собрание има вработени стручни служби, луѓе со долго искуство кои пишувале стотици законски измени. Да би има и амандмани, нели? Кои пишувале нови закони, амандмани, уставни измени. Има комисија за уставни прашања? И ова прашање, ако не се лажам, и во време кога ВМРО ДПМН владееше со државата, исто се скандализираше на експерти колку им се плаќало да пишуваат закони, па се правеа тие листи на, како се вика, на омилени професори на партијата од правниот факултет, кои
добива огромни хонорари за пишување на закони. Не знам дали се сеќаваш, тоа се објавуваше по медиумите. Па и предходно беше. И мислам дека тоа треба да престане. Тоа е една традиција. Тоа е една традиција на корупција на интелектот. И после тие професори излегуваат по телевизија и во фалот, па кога одите во опозиција ги нема нигде. Нели со периоди после пак она што критикуваше, она што беше критикувано е дека излегуваат и потоа за 2-3 години ги критикуваат решенијата што порано ги направиле како не соодветни, па тука ние не. Да, кога ќе излезе Владо Поповски или Фрчковски ќе каже не имаме дефект во уставот. Да, устав со фабричка грешка. А претходно се фала дека тие били уставотворци, тоа е многу интересно. Сега ќе го цитирам Љубомир Данилов Фрчковски. Јас сум Томас, македонскиот Томас Џеферсон, запирка човече. Добро. Значи сега. Во однос на Томас Џеферсон не се сеќам дека кажал дека е било што да се повика на некој друг лик, али добро. Томас Џеферсон е Томас Џеферсон. Замисли, може би еве по 20-30 години некој ќе рече јас сум новиот Фрчко човече. Па ќе го прогласи за будала и така. Одиме. Ова ќе биде добро. Да се вратиме сега. Не знам дали согласуваш со мене. Не знам дали согласуваш со мене околу ова што го зборуваме, значи прашањето е до тебе, еве тоа, што е целисходноста на оваа средба. Разбирам дека ја разбирам драмата, условно кажано, затоа што мора да има некој повод. Иначе што би бил повод да среќаваат? Види се, најинтересно е што двајцата лидери имаат и двете партии имаат диаметрално спротивни тези околу тоа што ќе се дискутира на оваа лидерска средба. Според СДСМ на оваа лидерска средба треба Мицковски и како се вика и Ковачевски да се договорат за тоа Мицковски да прифати уставни измени и да се престрои во групата на Европскиот фронт. Така беше, да. Од друга страна, ВМРО ДПМН е вели, оваа средба случува за да му се даде до знаење на Ковачевски дека нема шанси да се случат уставни измени, што објективно и е така, и дека треба веќе да се договара како државата ќе се движи кон избори. И сега тоа се двата стави, сега например ќе седнат таму, као ја и ти што седиме ова утро, може да им ги позајмеме микрофоните. Немаме никаков проблем и да го Добар ден. Ние сакаме избори, не ви даваме. Ние сакаме уставни измени, не ви даваме. И ајде ќе си одиме дома и после надвор ќе дрема 30 новинари по Жешково, ќе им даваат вода таму у клуб за пратеници или каде, или обично. Ако останало нешто од старите кашкавалчиња ќе направат и мало, како се вика тоа, коктелче? Не. Како се викаше било на која носат деливери, кетеринг, и мал кетеринг, со тие знаеш, има кашкавалчиња, саламче, некој ќе стават сувомеснатко, така обично за новинарите тоа е тоа позасушено, што останало од некој прием, и така, и ќе речат вода, најчесто Митко Јанчев ја донира таа вода и заврши лидерската средба, нема ништо, ние сите утепавме уште еден ден во оваа наша земја, телевизиите уште 2 недели ќе прават истите досадни прилози, уредниците ќе замараат да ги прават, ја и ти секој се бајле во оваа емисија, ќе збориме, еве, нема договор, сега што ќе биде, у меѓувреме ќе отидеме веројатно и на одмор. И после кога ќе се вратиме, веќе ќе почне изборна сезона. Па се, што е па поразлично било каде на светот в политиката? Кога имате поларизација? Абе, добро, обично сегде има поларизација, но... Не, сегде нема, ама кога има поларизација, дури и бетере, а Америка види што е... Но знаеш како, оно е бетер, ама знае да се врати на некоја... Па и кај нас е така циклус. Јас тоа викам, кога може Ира и Велика Британија да седнат на маси нешто да договорат, веројатно можеме и ние, кои сме од една земја, еден народ. Ама не, па ние имаме и договараме и, знаеш, нека само што е работа. Абе, види, сега, да бидеме искрени, оваа земја пројде низ еден многу тежок период. Сега. Значи, имаше промена на име спротивно на волјата на народот. Тоа скрши оваа земја. Почитувани слушатели, нова емисија ќе ставиме наслов ексклузивно 2 точки, еве кои потресувачки промени ќе се случат по лидерската средба и одма можам да ви кажам никакви.
Овде ви види, го давам одговорот, затоа што насловот ќе биде clickbait. битна е, ќе биде избиен уште еден аргумент еве на власта. И ќе треба да се влезе во собрание. Во собрание уште колку даваме време. Треба да ја свика Талат Џафери, Уставната комисијата за уставни прашања. Иако малку ми е безпредметно, комисијата за уставни прашања таа која што ги изготвува амандманите. Амандманите сега доаѓаат од Министерството за правда, изработени од некоја си уставна законска работна група, што е малку чудно. Баш кога таму слушаме како со часови се расправало во таа група и така натаму. Не дали тука Ш да биде или да биде Г. Па чекај сега, прашајте го лекторот. Имаш, знаеш, сега, например, ја работам на одреден труд, имам 7000 збора. Треба фирма да припремам за King's Award да аплицира, апликација на фирма за King's Award. И сега целиот есеј кој треба да го пишуваме негде 7000 збора. Ако земам ако наплатам, иако нема да наплатам освен со добра оценка на факултет, но ако наплатам, замисли колку пари ќе добијам, човече, од овој труд. Овие добиваат по буква 2000 евра сигурно. Ако не и повеќе. Значи батали го тоа сега, значи Талат Џафери ќе треба прво ќе има проблем. Во таа работна група нема да учествува опозицијата. Пак ќе треба да ги представи тие пред собрание, ќе се гласа, нема мнозинство. Тоа е тоа. Еве да ги броиме: 44 ВМРО, 2 Левица 46, Павле Трајнов 47, 1 од СДСМ 48. Како? А може да има и други од СДСМ, не знаеме. Па добро, се здрави и живи да сме. Ќе видиме како ќе биде, но не верувам дека има мнозинство. Има една теза која... Не бе, преку сила, они имаат 72, што се за промена, овие што не се за промена имаат 48, минимум. Иако и дом треба, нели, да... Те гледав во заспие, ако можеш. Аха. Читам по социјалните мрежи, иако имам многу помалку слободно време периодов, сепак го посветувам, си ја зимам таа наркоманската доза на присуство на социјалните мрежи. Добро. И не можам да не го изразам своето грозење од одредени теми кои се наметнуваат во јавноста, дека наводно со кривични пријави опозицијата ќе била уценета, дека ќе се притварал Мицковски, не знам за што, човек кој 6 години води партија во опозиција, ќе го притвараат. Знаеш дека преку тоа ќе се уценувале пратениците од ВМРО ТПМН да излезат, па тука дека Миле Зечевиќ нашол некакви работи во нивните досија и така натаму, и се ова ќе не однело во уставни измени. Морам да признам дека про овакво ниво на параноја не сум видел од која се менјаше името, па навам. Значи, од она што јас знам, дека ова се протечени разговори од некои високи функционери на владеачките партии. Сега, каде се воделе тие разговори? Во каква агрегатна состојба биле учесниците на тие разговори? Мислам, биохемиска. Не знам. Меѓутоа, види, секогаш кога луѓе кои што имаат моќ разговараат, тоа има реперкусии. Значи, види, токму затоа тоа е пренесено. Што е она што го знаеме? Она што го знаеме дека таму наводно се зборувало дека парафразирам, како ќе бил спакуван Христијан Мицковски уште неколку негови идат у притвор заради некакви си корупции, проневери, не знам што. Дека како резултат на случајот Титаник ќе била како се вика тоа, избришена сметката на ВМРО ДПМН и дека обвинителство ќе побарало судот ќе ја избришало од регистрација
ВМРО ДПМН, ете тоа е тоа. Сега. Да, и партија со 350.000 гласа минимум, туку така ќе исчезне од сцената. Ајде да видиме како ќе изгледа тоа во реалност. Прво, овие потези ќе донесат до еден вид на едно невиден земјотрес политички во земјава. Сигурно ќе доведе до протести. Тоа е сигурно. Понатаму. Дали ќе се спречи ево опозиционата тело? Јас борам, јас лично. Еве ти кажам, ја лично како Ивица Боцевски ќе замолам преку адвокатите на Христијан Мицковски да го посетам, да ги види листите што тој планирал да ги стави и со граѓанска листа Ивица Боцевски ќе излеземе на избори каде што кој тоа ќе може да го спречи. Прво вака да ви кажам, значи вака. Колку земји брои Европската унија во моментов? 27. Сега од 27 членки, јас гарантирам дека 20 би ставиле вето после нешто вакво за Македонија. Не, вето нема да стават, ама ќе има реакции сигурно, значи, затоа што не е нормално. Не. Да. Ако сега зборуваме ние дека се е проблематизиран нашата интеграција во ЕУ и сега ова ќе го правиме, ние ќе попуштаме пред Бугарија и ќе го гнасиме нашето национално достоинство за некаква европска иднина. После ваков чин Македонија нема да има европска иднина, не знам како да ви види. Пример еве сега. Да. Ја гарантирам дека после ова земји како Хрватска, земји како Чешка, Словачка, Унгарија. Ако сакате, тука ставете и Германија. ВМРО ДПМН е дел од ЕПП. ЕПП е на власт во Европската унија и Ковачевски ќе избрише, мислам, ви се молам. Види, ја повеќе знаеш онака Германија и така, меѓутоа земјиве кои што прошли скорешна демократизација како Шпанија, Португалија, Грција, ако сакате. Грција, мислам, не. Овде во Грција беше златна зора забранета, ма чека сега. Ова е златна зора правеше на ЕПП. Да, и не само тоа бе, него ВМРО е на власт во ЕУ. Види, во Македонија не, и толку е глупава оваа теза што дури мислам дека нема ни време да ја нема ни потреба да ја дискутираме. Меѓутоа знам дека многу ми напрашуваат дека што било, како било, и кажувам дека тоа е вон секоја здрава памет. Дека за оваа тема не треба да се анализира ниту со експерти, ниту со правници, ниту со политички аналитичари. Ова може да се дискутира единствено ни со психијатри и психолози, ова само со токсиколози треба да се дискутира. Например, Чибишев... Јас спомнам Северна Ирска, тој Шин Фейн беше регистриран на политичка партија додека водеше граѓанска војна. Значи сега не само тоа, него и убаво го кажа тоа, 350.000 души, бе, што ќе им правиш? Значи не. Како мислиш тоа? Како мислиш? И не само тоа, види, им даваш, види, на тие 350.000 души што се тврдо гласачко тело, им даваш кауза. Им даваш чувство за неправда, ги дразниш и ги едноставно ги храбриш да излезат на избори. Што е идејата? За оваа теза треба да го викнеме тука доктор Чибишев како врвен токсиколог и да направиме една анализа насловена под како Чивас 18 влие на човековиот мозок. И тука сега треба да се направи цела една... Сакаш да кажеш која количина е тоа? Која количина од прилика за да видиме од каде... Јас така нешто зборував. Има сега тука едно несогласување околу форматот. Еве, се поставува прашањето дали Ковачевски ќе се охрабри да дојде сам на лидерската средба, затоа што од една страна тој инсистира лидерската средба да биде во проширен состав со луѓе од партијата, од СДСМ од една страна и од ВМРО ДПМН од друга страна, додека пак Мицковски бара средбата да биде на 1:1, односно без представници од двете партии. Искрено не знам зошто Ковачевски бара проширен состав, но не знам ни зошто Мицковски бара 1:1. Ја немам ова е види, ова се пази. Искрено немам логично објаснување ниту за едното, ниту за другото и мене не ми менја. За ова да го разбереш треба да влезеш внатре во тие партиски структури и тела и во тие моабети што се прават кај нив. Не можеш да ги согледаш вака од надвор.
Да, еве паметно има нешто од Мицкоски, вели. Ако имаме лидерска средба без суштина и заклучок, подобро е да ја немаме. тоа е точно, Во суштина да. А како одат работите? А иначе не, беше интересно, Али Ахмети се јави дека не требало да оди сам. Тоа го виделе. Да, знаеш што е проблемот? Мислам дека тука Мислам дека Али Ахмети се чувствува дека наводно помоќи со право е еднакво моќен, ако не и помоќен од Ковачевски. А од друга страна, па, знаеш, мислам дека не е докрај од каде ова произлева. Мислам дека не е докрај консолидирана позицијата на Ковачевски во СДСМ. И од тука е ова барање во да има... Знаеш дека овде и јас реков со тимот СДСМ, но по се изгледа тука ќе биде Дуи наместо СДСМ. Заедно со Ковачевски. Така што верувам Боцевски дека прво треба да трепне Ковачевски на таа средба пред новинарите дали е заложник на Дуи. Може би под пиштол го уценуваат да прави одредени работи. И се плаши бе и Ахмети може да му го земе пулемон од Мицкоски, од кај знаеш? Може би ќе излезе од таа лидерска средба како реформиран патриот Ковачевски. Како беше на твоето знаеш, да трепка со Морзева азбука, така да, ни прати трепни. Дали Димитар Ковачевски е новиот Кастриот Реджепи е прашањето? Ова е сериозна анализа. Не, самиот доброволно влегол во оваа работа. Не го пуштаат да оди на лидерска средба сам. Не, но ајде да се вратиме. Што значи тоа? Ајде да се вратиме прво на ова. Значи, прво пак ќе кажам, мислам дека ова со апсењава, со регистрациите, бришење и така натаму е некоја една кафејанска теза. Ти викам, тоа е закај Чибишев, не е ни за психијатар, тоа е закај токсиколог. Нивото да се провери на алкохол во крвта на оној што е кажал таа теза за прв пат. Да, затоа што делува малку вон секоја здрава памет. А што се однесува, се вака гласно размислувам. Вика премиерот да се охрабри и да побара дозвола од Ахмети за тет-а-тет средба со Мицковски. Тоа го кажал вчера Ковачки на пресконференција. Ова е многу интересно. Дали ќе го пуштат Ковачевски да оди сам? Полнолетен е. Наводно има докторирано, иако го немаме видено докторатот. Наводно е премногу успешен бизнисмен. Нема потреба зашто да не го пуштат сам. Мене да речеме, сам ме пуштат. Не, добро, во ред, ај, значи среда е, задутре, така ќе видиме што ќе биде. Дојди сам, овој песма може да се направи. Ковачевски дојди сам. Навистина. Такви песни се прават, мислам, онака кога станува збор за некој интима, некоја љубов помеѓу двајца, не зборуваме за политичка средба љубчка. Чека, имал вчера анализа Петар Арсовски, што може да излезе од тоа? Ништо, еве. А века, уште пред лидерската средба гледаме различни планови. Не очекува драматични промени по првата средба. Ама ова ќе биде сет на средби. Абе, да, идете на одмор сега, цело лето ли ќе не замарате со лидерски средби? Стварно не ни се работи, луѓе. Жешко е веќе. Секој ден да доаѓаш на работа по ова време. Дај навечер ќе си правиме вечерни емисии за убави теми, вонземјани, харпови, кемтрейлсови, такви. Не, тоа не се убави емисии за нема. Прави ти такви емисии, не планираме на тоа, молим те. Што е ова за фет, такви некои од тие? Тие за Тесла. Значи, дај жити се, што е ова? Вечер прес Мицевски суди, Мицковски ке пресуди. И има фотографија од овој, како се вика, Мицевски. Добро, тоа е регистриран студија од Бекарски, се уште суди. Ама вака кога го гледам во елекот, не знам како кондиција има тоа. Сигурно па сигурно има. А одбојка па може и нема многу трчање. Не, ама мора да има, значи, прават некои, како се вика тоа, прават некои проверки од Бекарскиве сојузи. Меѓутоа тоа е регистриран од Бекарски судија. Вака кога гледам Стомаков, ја мислам дека тука и врви. Види, има интересна работа. Има една од Бекарска црта кај актуелно во ВМРО ДПМН е покрај Мицевски, таму е ни гостини беше ли Тони Јаревски, исто така еден познат од БКР од времето. Интересна е ова
оваа црта кај Добро. и убава, мислам се. на крај. Има и поинтересни примери. Например, во аналитичарската флота на СДСМ има еден познат подобранец. Да, Зоран Иванов е падобранец, да не знам. Он е падобранец. Тоа е екзотично, точно, тоа е тоа екзотичен е. спорт. Добра, ама веќе мислам дека ние во години кога се уште активно се занимава со тој спорт. Си има рок на трајање. Но да се вратиме на темава. Задутре средбата ќе видиме што ќе излезе, ја не очекувам ништо. Педжа веројатно очекува нешто, ама Не очекува и он ништо. Не очекува. Од првата ништо не очекува. Он најавува дека ќе имаме гњаважа во серија. Тоа е проблемот. Аха, ќе имаме втората. Имаме втора лидерска средба, трета лидерска средба, четврта лидерска средба. Ова ќе биде како оној како се вика екуменистичкиот совет што го имаат православната и католичката црква што 1000 години заседава. Види, да ги приближи ставовите. Ќе биде убаво за изборите да има еден пакет со промена на изборниот модел, ама не верам во таа работа. Ахмети да го пушти Ковачев. Еви ние го повикуваме Али Ахмети, да, Али веќе е голем диме, значи треба да го пуштите да оди на лидерска средба. Во меѓувреме одиме со еден краток блок на реклами, почитувани слушатели, по кои се враќаме во последните минути да ја довршиме емисијата од ова утро. Во паузата ни се јави професорот Самуел Малчевски да не информира, да не подсети, односно за тезата која тој ни ја даде во ова студио, дека всушност се ова е само одолговлекување за воопшто да не ги стават на дневен ред уставните измени. Нека ги стават, мора да ги стават, ама да го облекуваат. Зашто мора? Кај пишува дека мора? Па, види, се надеваат дека ќе долета некој тука. Не, види, знаеш, они се свесни дека нема да поминат. И според Самуел, сега ти го цитирам, телефонскиот разговор, нели го воде во другата просторија, он вели, сега ќе прават шема, еве, лидерска, цело лето, бива, не бива, тет во прошен состав, Ахмети го пушта, не го пушта и така натаму, и на крај, така ќе не влечат во декември ќе речат, еве, немаме ние, ајде сега техничка влада, па да се преброиме. Мислам дека држи вода и оваа негова теза и постои голема веројатност власта да не ги стави уставните измени секако дека постои на дневен ред. Секако дека постои, меѓутоа види, мислам дека мора да ги стават. Сега толку галама крена и да не ги стават, тек тоа е пораз. Дури тоа е голем пораз, знаеш. Доколку имаш образ. Абе, сега, како ти кажам сега, веќе ги кренаа толку високо работите. Ја мислам дека, види, сега се уште тие се надеваат притисок, американците, странците, црни пари, еве, капсења, бришање од регистрација и така натаму, тоа е, затоа се купува време. Се надеваат луѓето, говорете. Од друга страна... И плюс да бидеме на чисто, пред во изминатиот период владата го имаше најголемиот како се вика, најголемиот корупцијски скандал во историјата на современа Македонија, тоа е Бехтел Јенка, далеку поголем од се, и од Телеком, и од Окта, и од Да, не, ова ги надминува. Значи, ова е кумулативно скандалов кошта колку цела приватизација во 90-ти. Малце помалку. Не. Тоа кој види. Значи, кај приватизацијата остануваме. Некој политички решува оваа држава која ќе биде владеачка класа. Но кој ќе бидат не, тоа нема според. У амаунтот на пари. И во тоа. Значи, националното богатство на Македонија било многу поголемо од ова што сега ќе се плаќа на Бехтел Јенка. Многу поголемо. Посебно тогаш, кога била раздвижена економијата. Така после приватизација тоа е најголемиот после приватизацијата скандал во историјата. После приватизацијата е ова па Окта. Така. Од прилика така доаѓа некоја математика е сега. Тука ги имаме и овие големите. Но. Да. Благодарение на овој на овие лидерски средби, на овие заседанија околу уставните измени, ние нема да разговараме за овој корупцијски скандал и тој така ќе се тргне од медиумите скоро целосно, можеби тоа е
Не е одредена тоа. цел. Не е тоа. И не може се тргне пари се Љупчо. Пари се, еве се смеевме. Како беше она? Прво правеа камен темелник, така? Да почеток со работите. Потоа нешто друго правеа, а третото беше означува почеток на работите со камери за да снимаат луѓево и да се држат говори за сонда која што треба да испитува квалитет на земјата, да, бе, геолошки истражувања да прави. Нели тоа го прави се проштоварила. И се не знам што е четвртото. Дали може контейнери за работници ќе ставаат некаде, па тоа ќе биде пак предмет за меѓутоа. Интересно е, тој кога ќе ги става. Знаеш што е интересно? Интересно е што ова нездрава креативност таму на PR тимот на владата нема таму ти што викаш некој возрасен родител во собата да каже чекайте да луѓе. Замисли прават промоција на првото користење на монтажниот тоалет. За работниците. Добра, првиот сендвич. И искача работникот од натре и премиерот вика бидна. Во екот на... А види, се смееме, ама ова се смееме, но... Мислам дека што туку им дадовме идеја на PR тимот на владата. Нема и тива, како беше на се со Митко Врбчето, смеете, ама ке плачете, ти текнува. Па да, ова е што би рекла Бети Канчевска, велма врло веројатно да се случи. Ивица, иначе Дуи денеска одбележува 21 година од своето постоење. Од раководството на Дуи соопшти... Како Дуи? Предходно поинако се вика. Прето се вика УЧК, АНА, да. И така натаму. Флуктуиратнички имиња. Од раководството на Дуи соопштија дека организирале панел дискусија во хотелот Александар Палас во Скопје, на панел дебатата на тема Европски фронт. Меѓу останатите ќе се обрати и лидерот на партијата денеска? Али Ахмети, да, поранешната министерка за одбрана Радмила Шекеринска, политичкиот аналитичар Петар Арсовски, новинарот Газмент Аедини, екс-градоначалничката на општина Тетово, Теута Арифи и други од фракцијата на ДУИПАК, огнените најавија посебен настан во 14 часот кој ќе се одржи во Центарот за култура на Тетово. Во Тетово е сериозна ситуација. Би било убаво да намалат малку на доживување од Дуи, значи Дуи кој го потребува термини како фронт не е убаво. Да. Мислам неубави, ја мислам што му го земам се бизнисот на Предрак оваква, се за ваква работа претпоставам дека се наплаќа PR совет, значи не правете такви работи, овакво. Не употребувајте фронт во било кој како се вика, во било која конотација во врска со ова, изгледа расцепот таму е дефинитивен, Љупчо. Овие најавија дури и формирање на нешто се вика Демократска унија за реформи. Значи во моментов е борба за инфраструктурата, за партиската база. Тоа е тоа. И која има партиската база, ќе видиме како тоа ќе заврши. Меѓутоа интересен ми е во Европскиот фронт колку се расширил овакво. Предпоставам дека имајќи предвид кој се појавува таму, дали ова значи дека има поширока клупа за кандидати за председател. Не е само Пендаровски, очигледно, таму и Шекеринска. Така што веројатно ова значи дека озбилен човек, ја го знам. Да, но не верувам, мислам дека ова е веројатно порака од Дуи дека може и Радмила Шекеринска да биде нивни кандидат за председател. Зашто бе Пежа би можел да биде кандидат за председател? Пежа мислам дека е во моментов не може, затоа што е почесен конзул на ке треба уште пат. Добро се. Тоа ќе биде сигнал дека е сериозен за кампањата. Еве што туку ми пише кувар од резиденција најавува оставка. Зашто да најави? Па ние сме седеле на маса
тој е сладокусец, тој е гурман, значи треба да ужива куваро тега. Во неговата категорија. Категорија, така што може да се пошегуваме на оваа сметка, И на без да наша го сметка, навредиме. Пеџа еден навистина Господин човек. човек со интелект и така натаму. Си има добра тезга во дуи, очигледно, тоа се. Но добро, види се. Значи, јас единствено како сигнал го гледам ова со присуството на Радмила Чекеринска таму. Мислам дека ова е порака за Пендаровски? да. Па од Пендаровски И за Ковачевски, дека многу е поширока клупата на и дека нема баш они да одберат кој ќе биде председателски кандидат. А може да е својден кастинг, дуи одмерува се кој ќе биде кандидат на А и плюс кој ќе биде кандидат на ДУИ, што значи и кандидат на затоа на што изборите. стариот Лисец Ахмети знае дека ќе се губат наредните председателски избори. Мислам дека Шекеринска емпириски е идеален кандидат за таа работа. Теута Арифи исто, мислам дека иако има амбиции, мислам дека ова лузната од онај пораз во Тетово што никој не го очекуваше 2021 година тежи. Мислам се. Тоа се некои мои Им анализи, не знам. честитаме роден ден на Дуи и еве ние одиме кон тоа ние сме како радиоемисија за целосна емансипација на Дуи. Затоа што време е полека да излезат од тие парадигми. Ај една глобална тема само да ти кажам, Трамп се враќа бе? Па, интересно во секој случај. Значи, ако ги гледаме анкетите, ова е многу интересно. Значи, според сите, ако направиме еден вид на просек, посечување на сите американски анкети, во благоводство пред Бајден се наоѓа Трамп, дури и овој Десантис се во благоводство и двајцата жестоко ја поразуваат Камала Харис, која што е кандидат за подпредседател, нели? Американците над 40% мислат дека земјата им се движи во погрешна насока. Единствено место уште каде што Бајден има предност е овие кладилниците. И тоа е интересно, знаеш. Добро, тие го земаат во предвид и фактот полнење кутии преку пошта. Па да, И да, за и тоа- дека има доволно време и така натаму, меѓутоа види кога кладилниците ќе почне да се менуваат, тоа е нешто многу интересно. Баш ка секогаш има знаеш временска одсечка меѓу едното и другото, истовремено уште едно ти кажем, значи излегува во медиумите излегува гласини дека наводно две големи европски дипломатии наводно германската и холандската дипломатија веќе разработуваат сценарија што би значило за нив втор мандат на Трамп. Ова кажува дека знаеш. Не би сакал да бидам во кожата на Зеленски, да бидам искрен. Абе се не Затоа знам што се. доколку Доналд Трамп победи, ќе се стави крај на таа војна и верувајте тоа ќе биде крај кој нема баш да ја одговара на Украина. Ајде сега користејќи ја оваа моја теза да се вратиме на Македонија, Александар, наш слушател, вели Зеленски ги укина и забрани сите руски партии, па Европа уво неа заболе за тоа, ако и од интерес. Да, нема паралела тука веднаш да кажеме, знаеш. Извинете, почитуван слушател, но Нема Украина е паралела. во војна. Ние не сме, нема така паралела. што Тука нема никој од паралела. Европа нема да го оправи тоа. Затоа Мицко треба да ја извади партијата од собрание и сите приказни ќе завршат и одма на избори. Тоа го вели Ник Спасевски, очигледно од диаспората. Проблемот Може повратникот, кај знаеш, меѓутоа не е битно. Почитуван слушател, главниот проблем на ова ваше барање е тоа што доколку Мицкоски ја извади партијата од собрание, тоа во никој случај не гарантира избори. Тоа е проблемот и оваа влада нема проблем да екзистира без тие пратеници од ВМРО ДПМН и да си поминува гласови како овие со кои ни го укина 8 часовното работно време и ни го направија 12 часовно со 61 пратеник. Значи, Пендаровски рекол дека не се однесувал неговиот подпис на Бехтел на ЕНК, тоа го фати? види, понекогаш сметам дека нема потреба да дискутира. Знаеш дека ги нападна Европа и Америка. Како? Затоа што американците давале белешки за правниот систем, ги прашува зошто они сега барале отчет за нивните пари во правниот систем, зошто не го барале тој отчет порано.
Демек, ВМРО е крив, сака да каже. Многу интересна теза. Не луда теза, Значи, А сега колку порано, ајде? Прво, тој како председател треба да каже дека луѓе во Македонија судскиот систем е на Македонија. Ако сакате, помагајте го, ако не сакате, не го помагајте. Благодарам. Значи, Тоа треба да каже председател, а не да влегува во дебата сега со... Случајно ми излезе на социјалните мрежи видео од председателската кампања на господинот Пендаровски во која тој вели дека во наредните 3 години тие во просек ќе враќале 1 милиарда од украдените пари од ВМРО-ДПМН и ќе ги враќале тие пари кај граѓаните. Ние уште ги чекаме тие пари, он се председател и сега кога го слушав тоа што го зборел тогаш, се пресетувам и се прашувам, добро бе луѓе, како можевте да гласате за овој човек? И уште ве прашуваме јавно, како можевте да гласате за човек со вакви тези и со вакви лаги? Добро да, токму затоа денес имаме Радмила Шекеринска на Дуи трибинава. И тие си прават нека математика, Лјупчо. И тие прават нека математики. Како? Викам токму затоа денеска имаш Радмила Шекеринска, не става Пендаровска на трибинава на Дуи. Да. И тие прават нека математики, да. Ние веднаш да ви кажеме, почитувани слушатели, како прогресивно радио со прогресивна фреквенција и прогресивни ставови ја поддржуваме целосно Радмила Шекеринска да биде кандидат на власта за председател на државата, затоа што сметаме дека тоа ќе донесе најлизгава победа за опозицијата. Зарем не е? Сметаме дека Радмила Шекеринска треба да ја земе судбината во своји раци и конечно да го зададе последниот удар на партијата која толку многу ја обесправи во животот, односно во која толку години битисуваше не победи ниту на едни избори, а сепак не успеа партијата да ја прогласи за кралица. Инаку види, еве уште една да те насмеам, во Турција нели има една нова влада формирана е, таму е интересен двајца се овој тој Мехмет Шимшек, економистот кој што е многу почитуван од глобалните финански пазари, дава еден сигнал. Хакан Фиден, кој што беше досега шеф на надворешното разузнавање на Турција, дава друг сигнал. Односно, едниот сигнал е дека Турција се реинтегрира кон западниот финански систем, вториот сигнал е пак дека ќе тера своја надворешна политика како и досега. Значи веќе не е само НАТО, меѓутоа еве ти една интересна информација. Значи во новиот кабинет има само една жена министр. Тоа е лошо. Махинури Оздемир се вика жената. Сега многу интересна политичка историја има таа. Таа била член на Бриселскиот парламент. Нели во Белгија има 7 парламенти, меѓу кои што Брисел како град има свој парламент. И била прва жена во Белгија која што носела шамија. Меѓутоа, интересното што е? Интересното е што заради некои внатрепартиски нешта е избркана од партијата и Ердоган затоа што имала двојно државјанство, прво ја зема во Турција, била амбасадор во Алжир, сега е министр за семејни прашања на Турција. Да. Не зборам за женава, нејзино право е нели да носи што сака фередже, бурки и така натаму, но ова ми пречи малиот број на жени во владата во Турција, број 1, број 2 ми пречи тоа што повторно една конзервативна идеологија се наметнува таму, претерано конзервативна за мои сваќања, а Турција е, ние сме во едно геополитичко подрачје заедничко и има огромно влијание на огромен дел од популацијата која живее во Македонија и навистина ми е жал што Турција оди во ваква насока. Моје лично мислење, знаеш. Значи јас сметам дека треба да се поддржи 4-та парада на гордоста која во Скопје ќе се одржи на 24 јуни под мотото горди и гласни. Под
Почетната точка ќе биде во паркот Жена парк, каде во 17 часот ќе почне собирање на учесниците, во 19 часот по кратки поздравни говори ќе почне протестниот марш по скопските улици според истата рута како и минатите години, не баре ние таму сме биле, па сега ќе ја знаеме рутата. Маршот ќе заврши со културно-музичка програма на стадионот на Арма во градскиот парк на предокот на полето на правата на LGBT+, пошто има многу после тој плюс денес, луѓе неизедначен, ниту пак е доволен, а постојано е соочен со напади од сили кои се противат на универзалните човекови права. Според тоа, прајдот станува важна форма на протест на LGBT+. Се не можам да подршам заезница, не знам што има после ова плюс. Сед во рете. Може некој педофил се крие после плюсот. Не, во рете и таа, во рете. Против стигмата, предрасудите, насилството, велот, овие LGBT, немам проблем. Ама ова плюс, не знам што има после. Не, види, мене ме интересира една друга работа околу човековите права, што правиме со слободата на изразувањето и меѓу другото правото да се нарекуваш својата земја како што сакаш да нарекуваш. Па нема врска со. Како нема? Сега ако зборуваме за човекови права во ред. Да, ние се може признам. би треба во овие нови светски трендови да се биде македонец, да го ставиме под графата сексуалност. Не. Тогаш немај сите ќе така, се борат за нашите права. немај така. Значи, пошто и така се борат за овие права, мислам, не, ја немам ништо против LGBT луѓето, да се разбереме, LGBT луѓето се значаен дел од нашата заедница, но имам право па и да се пошегувам. Не, ако зборуваме за Знаеш. човековите права, чисто јас вака гласно размислам се за така. Може би треба ние македонците под сексуалност да се водим. Когато ша има пансексуалци, интерсексуалци, вакви сексуалци, онакви сексуалци, ние можеме македонците да станеме сексуалност. Ова ќе проанализирам со Ана Чупеска, она експерт за овие питања. Мислам дека тука го имаме моментот. За кој прашање експерт? На Чупевска објасни, вижите се. За се што е лудо да се замисли. Не знам. Тоа е експертиза? Да, па нормално. Добро. Како да не. Почитувани слушатели, тука негде ставаме крај. Денеска не дискутиравме за Косово, иако и таму ситуацијата е навистина драматична. Иако малку се спушти температурата. Иако малку се спушти, но знаете како е во Косово, навикнавме веќе да биде драматично и така што полека дури оттрпнуваме на оваа тема. Во Србија имаше огромни протести, контрапротести, па повторно викендов огромни протести. Мислам дека таму никој не знае што сака, ниту тие што протестираат против Вучич, а богами ниту и оние кои го бранеа. Вучич малце чудна ми беше цела таа констелација во Србија. Ги гледав и едните и другите, ги следев пораките, чудно ми е. Навистина и ме подсетува на некои денови кои Македонија ја однесува во неповрат и не вратија можеби 20 години назад во она што се нарекува животен стандард и квалитет на живот. Мислам дека Србија треба да, исто како Македонија, има слична политичка култура. Значи, ајде, ако можем да направиме една паралела. Мислам дека млади демократи се ранливи и дека потребен е еден дух на диалог и на инклузивност. Значи, не, фактот дека некој има во парламентот мнозинство, без разлика колкаво е тоа мнозинство, мора да му возможи на другиот некој тип на вклученост во дебатата и во одлучувањето. Проблемот, Значи, за да се стабилизираат овие вакви демократи, како нашата, како српската, потребна е малку една поголема ниво на инклузивност. И се, без разлика, значи, никој не спори дека таму председателот Вучич и неговата Српска напредна странка го имаат мнозинството, но може би не е лошо малку да се подотворат и кон луѓето кои што размислуваат поинако.
Тоа беше една сострака која што фалеше и во Македонија пред 2017 година. По 2017 година имаме друг проблем. Та има проблем на една власт која што нема мнозинство и нема поддршка од населението, а која што владее без никаква консултација со луѓето кои што имаат поддршка и имаат доверба од населението. Така што Ивица, да, со оваа порака завршуваме. Почитувани браќа и сестри, први братучеди, соседи од Србија, другарки и другари. другари и другарки, ние имавме една шарена револуција, шарените револуционери си ги собраа хонорарите, потоа сите без исклучок во најголем дел од случаите се вработија државно. Еве, до ден денес не се под јаремот на државната града. Нас не оставија во уште поголеми Не проблеми. оставија сираци како. Не оставија сираци во уште поголеми Ова проблеми, е добро, со уште помало владење на правото, со уште поголема корупција, из разлика од претходно, со крајно недоветни на власт, кои некој треба да ги пушти да одат на лидерска средба. Му го честитаме роден денот на Али Ахмети, на неговата партија, и еве го замолуваме јавно да го пушти Ковачевски на тет-а-тет средба. Нека се осети малку детето дека е силно, иако вие му кажувате што да прави. Останете со 107,4, уживајте во прекрасниот ден од утре. Ивица нема да биде тука до петок, од понеделник се враќа и јас ќе бидам сам со вас и со одредени гости за да ги вадиме големите мисли од малиот мозок.